Васил Хаджиски, приказната е имате 20 на години, а надпреварувачкиот дел 17. Значи, секоја чест, наредната година, ке имате Јубилеј 20 години. Јубилеј, нели? Мал. Да, 26-та година, од 2016 година. Што би можеле да кажете вашето лично чувство за овие години? Еднаш имавте, почнавте без концесии, не кепте концесии, па потоа и бевте и концесионер 5-6 години, па пак сте без концесија. Кое време ви е поубаво? Па најискрено, ние Магдам е формиран 2006 година за спортски активности. И тука се највеќе пронаоѓаме и го исполнуваме она што го имаме зацртано како клуб. Така да сепак би се одлучил на спортски дел. Токму концесиите се за најверојатно луѓе што имаат и време и се малку повисоко организирани со луѓе со рибочуварски служби. Се врзува тоа со време. За да има вега, не е проблем и ние да бидеме концесионери, но искрено не можеме да ги задоволиме критериумите за такво нешто. Односно, срцето не ви дозволува да го запоставите спортскиот дел. Да, тука нема шанси, нема шанси, значи спорт е пред се. Па еве, јас се сеќавам и во Полска со вас кога бевме, вие така ја представивте добро Македонија, да се уште тоа се памти, се памети. И Полска, и Хрватска, и Словенија бевме, и Босна, имаме. Италија дури без да учествувате дојдовте да видите како изгледа едно. Унгарија исто имаме одено. Унгарија, така. Или кумановци, како викат, у Маđarска. Добро. Навистина. А во однос на препознавањето на вашата активност, јас мислам дека веќе и ве препознаваат како двигатели во заедницата. За спортски дел риболовот, искрено, ова година има податоци во МРФ, Магдам во сите дисциплини има учесници. Значи го спортистите или луѓето кои сакаат да се занимаваат со спорт го препознаваат тоа и се во клубот. Имаме луѓе од Скопје што се и млади и сеньори што надпреваруваат за нас. Така е. Од Госевар имаме луѓе. Само да се пошегуваме, немате емигранти се. Не. Немате. Спортски, навистина, спортски дел. Така. Го почитуваме и сакаме да се развива. Ние жалиме што во Македонија не е на некое повисоко ниво, а има потреба, имаме и спортисти кои може да постигнат некои подобри резултати него моментално што ги постигнуваме на меѓународни надпревари. Да, со вашето богато меѓународно искуство. Треба поддршка и од општините, треба поддршка и од федерацијата и од државата, за да како за секој спорт и за секоја работа, тука нема. Да се пошегуваме, значи кој како политичар Магдам ќе го повика како гостин и ќе му дозволи да учествува во одреден ваш настан, потоа успева и во заедницата. Преку вас е добро се препознава. Така. Точно така, но и навистина во последно време и самите локални функционери, почнувајќи од градоначалници па и до местни заедници го препознаваат клубот како место кое што е многу корисно и за младата генерација. За спортскиот дел Магдам во Македонија меѓу првите клубови. Токму тоа и сакавме и ние да го потврдиме. И резултатски не само да сме масовно соучество, него имаме и во младински категории, во сениорски, во разни дисциплини. Па вие и затоа имате играчи и од други градови, не? Да. Одите на надпревари за да победите, не само за да учествувате. Нормално. Токму така. Ете, тоа е именување на таа колективна свест. Учествувате токму вие да се оди на надпревар за да се победи и да се биде најдобар во се, и во резултат, и во представување на својата земја, а не само за да се отиде, да се прошета и важно е да се учествува. Таа клаузула веќе мислам дека е излитена и не треба во Македонија многу да се преферира. Да, па еве, например, моментално Магдам во својата општина сака, мислам да организира општината да направи карподром познат за спортски надпревари што веќе во сите земји го има во Европа, каде би можело повеќе надпревари да има подостапни. Објаснете за луѓето кои што не знаат што е тоа. Што уствари представа? Стадион, фудбалски кажано. Така. Значи место каде ќе биде направено само за спортски риболов. Тоа е вода, површина, обезбедена за пристап, за
со риба, со вода, со сите нишани за да тоа функционира се. нешто слично како и во Полска беше и за води, сите водени Во Европа спортови. веќе нема, која општина нема карподром. Во Србија има нашите надпреварувачи од Македонија редовно одат во Србија, во Бугарија. Така. Тоа е многу добра работа. А не се големи инвестиции. А За луѓето такво се нешто. зближуваат на одредено место со одредена цел во контролирани навиду услови, а сепак природни, Така. буквално. Значи мора и услови да направиме. Ние сме их хендикепирани во тој дел, оно немаме терен за спортски надпревар од висока категорија. Да, но затоа ајде да Али ја гледаме имаме и организирано кубови Так. барем вие знаете во повеќе градови во Македонија за Ни да цела организирано. Македонија. Ни Цела, цела Македонија. Што ретко кој го тоа има Кумановци направено до сега. организираат А ретко кој клуб надпревари има, во други општини. да, ретко кој друг клуб Токму- има направено од нешто. Токму така. Тоа е се од љубов во тоа што сакаме го спортот да се развива. Токму така бе препознат. Али најдобро е сега. да го имаш кај себе во својот град. Така, то Полесно е. полако е. Полако е командно што ќе да. Така. Знаеш, Так. има луѓе што не сака да се малтретираат многу. Например, ние во тој дел немаме проблем, само да има надпревар добар. Одиме секаде. Да, тоа е секундарно колку е далеку. И Не какви размислуваш се- на тоа, не размислуваш. Какви се Знаеш, условите, па ич. Ништо, само Што да се оди. по-тешко, што по-вакви Ако не е тешко, дожливи. не оди да одиш. Нема ни да биде ни интересно. Да. Така е. Токму така. Како наоѓате баланс со вашиот приватен живот? Или ви е балансот, риболовот и на бизнис и на приватниот живот? Добро прашање. Што се вели како сите. Ако немаш желба за нешто, немаш да го ни балансираш, ни организираш, така да желбата е пред се. За и работата, и семејството, и А тоа спортот. природно си доаѓа. Нормално. Да си не, изба- што вика, несвесно си се склопуваат работите. И Да. напорно е, не викам дека не има секаде. Но ако не би оделе на риболов или лов или во природа, тогаш ќе осетиме практично дека ни треба рестартирање, па ќе Нормално, отидеме да се секој- рестартира. Така, Токму така. И тоа влие. Друго е чувството во понеделник после надпреварот, друго и во петок пред надпреварот. Токму. Кога си со обврски работи, мислиш таму ваму проблеми се, али Тоа се за сладки спорт, проблеми. да. Сладки Во проблеми. сабота недел кога си надпревара, Перфектно. друга приската. Друга приказна. И Токму така. тоа е задоволство. Тоа е задоволство и вие живеете таа приказка по вас и околу вас се повеќе нови генерации доаѓаат секоја чест. Доаѓаат Вие и во мислам, активни сте и во тој младински риболов практично. Буквално. младински категории имаме завидни резултати во последните години. Така. Скоро секоја година, дали у 15, у 20, у 25 сме Да, меѓу првите да, три. постојано на Да. оние надпревари за млади, U15 Да. и така натаму, ве има државни присутно. прваци, има дечки зимано и стипендија од Да, поранешно за Агенција за млади спорт, сега што е сега Министерство за Министерство. спорт, сега минатата година и ова некој малку не е добро организирано од тој дел, али мислам дека од Па има следната година има и на некој тоа ниво ќе биде брановидно. имаше измени во федерација, нели? И на централно ниво и така да. Така да Мислам дека наредната така година што ќе биде малку ќе се подобро. наредат општествените коцки да бидат постабилни. така. Ако не е стабилно, нема да има напредок. Никој не сака да се малтретира, поготово кај младите. Да. Мора да створиме услови за да ги, што викаме, Да привлечеме. Така е, Да во чекорат, спортот. да дојдат и да Тоа што чекорат. секој спорт, секоја работа Но останува вие- на младите. Вие како што велите кога во себе ќе ја препознаат желбата, како вие што сте ја препознале, тогаш тоа станува и начин на живот. Или по-американски за да не разберат пак младите, way of living, Така. пат на животот. Васил, благодарам многу на Нема кусото проблем. интервју, кое што најмалку беше сврзано со надпреварот во 2025 година што го организирате на Гогомонт, но беше поврзано со поврзаноста на спортот и човекот во вас, што е еднакво на риболовец. Благодарам уште Благодарам и еднаш на вас. и И се гледаме здравје наредната година.
И 20 години јубилеј, па мислам дека секако ќе ни биде чест. Вие секогаш живи, здрави, ќе биде ја респектирате на некој повисоко нашата ниво телевизиска организирано. програма, онака ние сме како презадоволни од вас, нема тука дискусија. како што секој домаќин го респектира повиканиот на неговиот настан.